поскапата цена на течниот газ, на нафтените деривати и така натака. Третиот сегмент, исто така зголемена цена на сулфурната киселина, чинам дека и металите имаат раст соодветен по берзите. Сакав утро ова ќе го надоврзам исто така поради тоа дека полиетилените и полипропилените директно учествуваат, се дел од пластиката која што ја користиме во секојдневниот живот, од секаков аспект. Имате тие се нафтени производи, имате многу зголемена цена, значи на општо на пластиката која што целосно се користи во нашите животи, да дефинираме нели сокови за пиење, пакување на храна, секаде имаме нели пластиката. Еве директно уште еден фактор што имплицира тоа зголемување на нафтата и нафтените деривати, многу поголема цена на пластикат, полиетиленот и полипропиленот, кои што се практично пластични производи. Добро, значи спомнавте нафта, сулфур, газ, супстанца за вештачки ѓубрива, полиетилени за пластика. Да. Дали ова значи сева што го кажавте до сега дека инфлацијата веќе пламнува во Македонија? Да. Веќе врши притисок, можеме да дефинираме. Сега компаниите се наоѓаат во еден стадиум на разговори, на анализи внатрешни, нели никој не ќе веднаш и не размислуваат компаниите, имаат една димензија каде што не сакаат да ги покачат веднаш цените како одговор на кризата. Веројатно секој од нас очекува дека можеби со некој магично стапче ќе се реши кризата и ќе заврши тоа, но не се подготвуваат и размислуваат како би функционирале, бидејќи имате константно растење на сите овие цени по берзите и вие не можете, постојано променливи, не можете да изреагирате соодветно. Можеби денес ќе треба да изреагирате на соодветна сума толку за утре тоа да се промени.